Што сакаш да кажеш? Сакам да кажам дека Многу е убаво и сончево време и ќе одиме да се бањаме. да, Имаш нова маска. да, Ајде кажи го. ќе одиме да се бањаме. Кога ќе снимиме? Да, Имаш ли ти нова маска? да, Добра, значи може да почнеме со новата епизода. Да. Јас да почнам да представам или ти ќе ја представаш новата епизода? сушто. Кој ќе ги представи гостите? Имаме гости денеска во новата епизода. Кои ни се гости? Чиче Јован И и тета Јуле. браво! Значи во денешната епизода имаме двајца гости. Тоа се Чичко Јован и тетка. Јуле. Да, не се бев сигурен дали ќе не фати на камерата микрофонот Чичко Јован и тетка Јуле. Тоа се двајца наши пријатели, мои пријател од детството со кој што имам поминато преку 45 години, од 50 и плюс, изминати во животот, кои што живеат веќе скоро 3 децении во Англија. Случајно го правиме муабетот токму тука и со Лео свативме дека денеска нема да размислуваме на некои атрактивни, невообичаени моменти, туку дека ќе разговараме со нив да ни кажат какви се искуствата од Англија до Малта. Ти беше во Англија, така? Да, Беше во Лондон. Што виде во Лондон? Што ти текнува од Лондон највише? диносауруси. Па да, диносаурусите ги гледавме во Англија, ама сега да слушнеме како англичани ја чувствуваат Малта. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Let's get started. Значи ќе стартувам со она што го најавив.
и неколкуте прашања кои што не се само интересни и атрактивни за мене, туку за сите овде како што живееме во Малта. Посебно што станува збор за македонци кои што од таму доаѓаат тука. И само ќе подсетам, да, има еден интересен момент кој што се сменети протоколи, а сменените протоколи кажуваат дека веќе сите земји кои што граѓаните на сите земји кои што доаѓаат во Малта може да патуваат само вакцинирани, значи зборам туристи, дури станува збор и за децата над 12 години. Конкретно имав пример каде што нивните деца не се вакцинирани и не можат да влезат во Малта, а се над 12 години. Тоа се новите протоколи, некои велат дека сме единствени во светот како остров, јас сум сигурен дека сме единствени во Европа што ова го практикува. Значи, можеме ли да почнеме? Да. Да, што се овие тебе? Играчки. Кои се тие? Spider-Man и Iron Man. Добро, тоа се твоите омилени Авенџерси? Да. Добро, ние сме по Авенџерсите, одиме со прашањата. Igor Filevsky Show, Friday, 8 p.m. New podcast. Во глобала се поевтино. Например, обичните работи како кафе да нарачам, пијачка некоја нормална е поевтино. Негде од 50 до 70% од тоа што ние плаќаме. Така негде му леѓа? Да. Изненадувачки поевтино за место кај што има туризам, стварно. Да. Па во Англија нема големи разлики помеѓу освен да ги земеш тие класа ресторани, сите папчиња, нема голема разлика дали пијам во Манчестер или пијам во Лидс или пијам во Шефилд или во Лондон, нема некоја голема разлика. Прилика цените се тие, така да генерално да ти одговорам на прашањето. Друг впечаток што ми остаи, например во Лондон да се паркирам е 20 фунти на саат негде, да кажеме. У Манчестер, например, е 26 фунти, му доаѓа за 4 сати, така негде, 3 сати, 4 сати. У Малта е 25 евра да се паркираш кај сакаш. Значи, на сред пат можеш да остиш колата, ти е 25 евра и тоа ни е супер. Тоа е прекрасно нешто. Филе ќе ви објасни после зашто го зборам ова. Па, не, се уште. Се уште не, ама една од дефинитивно ќе има разлика. Една од разликите, например, пасошот мора да провериме дека е 6 месеци валиден, минимум. Порано, ако беше само Европа, можеш и у 2 месеци да кажеме валидност да постои. Мали работи тоа. Друга работа со телефоните. Телефоните ќе ни изгорат малку. Роуминг сега ќе ни стегнат. Немаше роуминг, ништо. Сега уште, например, бесплатно ми е, пошто имаме, уште кај да одам во Европска седница и некои други места. До јануари, мислам. Ама до јануари, после роуминг ќе искочат, тука ќе ни изгорат малку. Иначе, мислам дека британците пак ќе уживаат некој повластен статус. Да беше некоја друга земја да излезеше, можеби ќе ја казнеа малку повеќе. Меѓутоа, Британија од секогаш била малце попрагматичен пристап има за овие работи и колку и да бев против, ние гласавме нели против Брекзит. Пак ќе застане како мачка е она, како ќе ја превртиш, ќе се застане на 4 нозе, ќе си падне, така да мислам дека нема да осетиме многу голема промена. На почеток индустријата падна малку, сега се врати пак назад по све што беше, а тука у Малта кога се појави кралица, пак ќе се кланјаат. Малта е на зелена листа, например. Многу малци има зелени листи, само што Малта треба и 12 годишни. Ние, например, блокиравме со одмор со децава да дојдеме и не можевме, затоа што и децава над 12 години треба да се вакцинирани, ако не е карантин. Тоа Малта го прави. А било каде во жолти земји може да дојдеме без карантин да се вратиме, меѓутоа треба да направиме тестови ден 2 и ден 8. И може да направиш ден 5 тест, ама тоа е екстра 100 фунти,
за после петиот ден да можеш да се извозиш. Трошкови се големи и како што одат работиве, вирусов е тука за да остане. Ако не се среди, ова ќе испадне само побогативе луѓе ќе можат повеќе да патуваат. Многу луѓе останаа локално во Англија годинава, многу. Тоа беше и политика на енглеската влада. Ние на пример во Франција блокиравме да идеме на одмор, меѓутоа 560.000 карти беа купени и Борис Џонсон донесе одлука за сите земји е све супер, меѓутоа за во Франција кога ќе се вратиш 14 дена или 10 дена карантин. 10 дена карантин. Значи не можеш да го избегнеш тоа комплетно и плюс тестови пред одење, после одење и ја не отидов, затоа што се работава не можевме, отиде сопругата, меѓутоа од прилика една фамилија требаше да плати околу 1000 фунти во тестови само за да се врати во дома во Англија. За тоа што тоа го направија, за тие 3 недели од прилика, 560.000 англичани ги откажаа летовите во Франција, по 1000 фунти да потрошеа сите, тоа се 560 милиона фунти што владата ги задржа дома во Англија и што се шетаат туристите наоколу во Англија. Ги потрошија во Конвол, ги потрошија ваму и тоа беше политичка одлука, што сите беа свесни, меѓутоа ги извади од так многу луѓе. Зависи какви бизнеси збориме. Например, ако збориме бизнеси за каде што е бизнес кој што врти, да кажем, од прилика зборам 50 милиона, 100 милиона вработени, каде што може да се избегне такса, каде што може да се помали такси плаќање, пошто со Брекзит сега се нови правила се прават, никој не е сигурен како тоа ќе се изведе. Многу бизнеси испозатворија во Англија се преселија во Европска заедница, меѓутоа многу бизнеси па и просперираа заради тоа, пошто се створи вакуум еден. А за бизнис, за обични луѓе, да кажеме, ако ќе кажам обични луѓе, зборам, пошто Англија не е многу класно поделена држава, има средната класа е многу јака. Значи за средна класа во Англија, највеќе луѓе кои што размислуваат е некретнини. И за некретнини доаѓаат, предпоставувам да гледам колку што гледам, Малта се развива многу во некретнини и бизнисот во некретнини во Англија е многу голем, пошто нон-стоп расте цена на некретнина и тоа не се затворени пари. Ја купува, ја продава, купува куќа од 300.000 за една година, 100.000 пораснала или за 2 години 100.000 пораснала. Кој друг бизнис тоа ќе го направи со ништо, само вложени пари да седење во банка, нема шанси да ги земеш тие пари. А Малта се уште, баш ги гледавме, ваквите се уште цените се достапни, да кажеме, за англичани, кои што би може да вложат во second home, и да видат профит некако во иднина. Така да не знам долу уште колку ќе трае, ама има потенцијал. Тоа е мојата претпоставка. Јуле, не знам ти што мислиш? Да, исто времето е прекрасно. Зашто да не? Да. Тоа е неверојатно. Мене лично, ја кога прв пат доаѓам во Малта, баш преска зборевме за тоа, јас не читам, не се припремам да кажам. Мене лично што ми остави впечаток Малта е колку ствари архитектурата е стара и тоа е благодет на тоа што не е трусно подрачје, што зградите уште стојат сите и се варовник, знаете, многу архитектура, претежно арапски стил според мене. Меѓутоа е прекрасно. Ме потсеќа на Монпелие, например, таков некој стил, некоја жичка, да. Многу е убаво, времето е прекрасно. Ама времето е неверојатно. Да. Времето е убавина. Ја не знам или ти. Архитектурата е прекрасна. Интересно е што има она преплетано меѓу француски стил, британски стил, да кажеме, тие Georgian time го викаат. Не знам, малце од Middle East исто. Да. Азијски стил. Многу интересно. Ја очекував повеќе ќе биде италијански, пошто е блиско тука италијански, меѓутоа тоа е колку крстосница е тука помеѓу Африка и Италија и оној, така да многу е убаво, Многу убаво. И ме изненади колку македонци има исто. Има. Тоа Но секогаш е позитивно. Колку поише не има, толку подобро.
Ја тоа се зезам стално ќе ме прашаат у Англија колку е македонци, викам нема многу, викам секој еден од нас викам е специјален, викам е прешеш, викам не сме ние кои ирци 100 милиона или вака, ние сме малци, ама викам нема во Манчестер например не знаеме никој македонци нема. И така е убаво кога ќе дојдам овдека да видам дека има некоја комуна. Ја не предпоставам меѓу од тебе што слушам дека се дружите, си помагате и тоа е убаво, тоа е убаво. Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de To, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! Тато, ајде да завршиме. Јас мислев па ќе кажеш ти некоја најава. Добро, завршуваме, ама не завршуваме. Останете уште малку да видиме што е Аути-ин во изминативе 7 дена. Се гледаме со интересни и нови информации за крајот на летото, иако летото овдека трае до почетокот на ноември. Прекрасно е за доаѓање и тогаш, нормално ако протоколите ви дозволуваат. Одиме со Аути-ин и уживајте до следната наша епизода наредниот понеделник. Right.
Social Network Radio Podcast. The Macedonian Multis. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Let's get started.